Актерскиот живот е еден од највозбудливите животи. Професија која го пренесува актерот повторно и повторно во нови ликови. Ги длаби неговите мисли, ги обликува во нови форми и ги втурнува во нови авантури. Плачат кога не им се плаче, се смеат кога не им се смее. Актерството е професија која не може да се одложи. Сцената не чека, публиката не прашува. До 17-тиот век актери можеле да бидат само мажи. Се сметало за невкусно жена да глуми на сцената. Улогите во времето на Шекспир ги играле или мажи или млади момчиња. Дури во Венеција се појавуваат на театарската сцена жените како актерки. Вечерва со нас, актерка со силина на виор, која ја претвора секоја улога на театарската сцена во вистинска експлозија од чувства и емоции и која не го остава никого рамнодушен. И посакувам добре дојде на Билјана Драгичевиќ Пројковска. Билјана, добро вечер. Добре најдов. Прекрасна најава. Ти благодарам. Вреди да се најави вака една театарска дива, можам да кажам, во Македонија. Една од многуте можеби, ама сепак од оние најуспешните што се наврват. Ајде да почнеме со ти самата да се представиш. Јас сум Билјана Драгичевиќ Пројковска. Веќе 27 или 8 години актер во драмски театар. Завршен факултет за драмски уметности, средно музичко школо, основно музичко и основно училиште. И градинка. Прочитав некаде дека имаше голема дилема, си имала голема дилема, дали да продолжиш со музиката, дали да студираш музика или глума. Да. Се аплицираше на двата факултета, на двата си примена. Во исто време. Да. Тоа беше многу возбудливо. Да, заедно аплициравме за Факултетот за драмски уметности, тоест конкуриравме заедно. Да. Па интересно е да се каже дека во мојот живот некако тргнав со музиката, нели и со нижо и со средно музичко училиште, со желба дека можеби еден ден ќе станам надежен музичар. Ме интересира сите професии во музичкиот свет. Значи ме интересираше соло пеење, свирев на мандолина, пробав контрабас да свирам, пробав со диригирање. Меѓутоа, сето тоа у еден момент ме спои кон професијата што сега имам. Иако немав многу примери во својата близина, некој што се занимава веќе со глума. Моите родители, мајка ми е економист, татко ми војно лице. Така да немав некоја близина со својата професија, не ги познавав професорите, не знаев кај е факултетот за драмски уметности, меѓутоа тоа ми беше нешто што сакав да го пробам како предизвик и секако се случи да конкурирам на двете академии и не погрешив. И сето она што од секогаш сум сакала да го правам, тоест да бидам се на сцената, тоа некако го пронижав во сегашнава професија актер. Тоа ќе ти кажев, сите тие свирење инструменти, диригирање, сите тие сценски настапи, во суштина ти помагаат и сега на сцената, нели? Така е. Сум свирела мандолина, сега ќе бидам диригент во една представа. Сега контрабасот не знам каде да го сместам. Соло пеењето пееме, нели? Можеби имаш улога уметница со контрабас што ќе свири. Можеби. Ќе можеш да свириш контрабас. Да, дури имав идеја да одам во Италија и навистина да специализирам мандолина, затоа што навистина бев многу добра со сите награди. Меѓутоа, некако сепак преовладава ова друго во сцената, како и да е.
ти реков не си погрешила. Некаде исто прочитав дека велиш студентскиот живот ти е најубавиот период од животот, безгрижен, најсреќен, највљубениот период. Што мислиш за сега кога си зрела? Каков е животот сега и каков ти беше исто какво ти беше детството? Каква беше Билјана како дете? Многу љубопитна. Бесно и љубопитна. Да, многу бесна и љубопитна. Ме интересираше се. Секако сакав да играм и да пеам, како и секое дете. Сакав да организирам концерти во мало. Имавме дури еден успешен концерт со продажба на карти, кај баба ми и дедо ми во малото. Така да, таа љубопитност најверојатно е до ден денеска. Секој период во животот ја има својата убавина. Секако додека си дете, едва и чекаш да пораснеш и некако кога ќе пораснеш, станува се премногу озбилно и затоа не би сакала да го изгубам ова дете во себе што го имам. Ако сум во еден класичен костим облечена сега, сепак сум едно големо дете. Така да, најубавиот период, мислам дека е сега, токму сега. Оваа зрелост која ми дава за право да стојам цврсто на своите две нозе, со разум, со храброст, да можам да ги кажам работите, затоа што сметам дека растењето и созревањето прават некои бариери, умствени и секакви. Меѓутоа, овој период на зрелоста мислам дека дава за право да си среќен во тоа што го работиш. Секако, доколку имаш за работа. А јас, на вистина, овие сите 27-8 години колку сум во овој театарски свет, не сум имала пауза, можеби ни еден ден од својата работа. Така и мислам, да, така изгледа. Меѓутоа, интересно е што како изминува времето, така се појавуваат се потешки и потешки, да кажеме, патеки за одење, во смисол потешки улоги, што е исто така многу интересно. Така да сите тие предизвици се ме храбрат и ме прават уште посилна во тоа што го работам. Но и ние како позрели личности ги гледаме како потешки, затоа што повеќе ги анализираме, повеќе се внесуваме, кога сме помлади е поинаку, нели? Кажи ми, имаш подготовка на улога, часови, денови работа. Сигурно ти представува стрес, проби, костимски проби, сето тоа. Што ти е издувен вентил? Прво, како го подготвуваш, не знам, еден проект како ти тече како подготовка? Многу ме интересува. Порано бев многу сконцентрирана на една работа. Значи, таа работа да ја направам како што треба. Меѓутоа, како тече времето и со семејството што го имам и со обврските, затоа што не е само глумата, работам на повеќе полиња во мојата професија, сватив дека многу лесно, доколку знаеш што работиш, можеш многу лесно да работиш и повеќе работи во исто време. Порано ми било многу стресно, значи ако правам една представа, само на тоа мислам и на ништо друго. Сега сум во состојба. Значи со искуството, нели да? Со искуството сега сум во состојба да можам и 2-3 проекта во исто време да работам. И значи прашањето е само да не се крева паника и додека си на една проба да си таму. Тоа ќе речев, имаш една улога и си на таа проба и после 2 дена имаш друга улога, нели, и си повторно на проба. И повторно си на проба. Се случува во ист ден да имаш 2-3 проби. Да, со сите различни улоги, така? Да, меѓутоа со добра концентрација, добра организација и поддршка од дома, секако. Мислам, нашата професија е многу тешка професија и доколку ја немаш хармонијата и поддршката од дома, многу можеш потешко да излезеш на вистинскиот пат. А бидејќи јас тоа сум го имала секогаш, благодарение на моето семејство и мојата фамилија, затоа сум секогаш некако спремна да ги завршам сите обврски врзано за театарот, а и сето тоа што го правам од страна. Кажи ми, безброј улоги имаш и во драмски, во матичната куќа, но глумиш и во те поземуваат во МН-та, често, нели? Понекогаш. И
Имаш ли некоја улога што ти има одбележано како личност, што ти има оставено трага? Порано ќе кажев само една улога, а сега не знам која да ја одбереш, имаш изберам. многу добри. Да, затоа што, пак ќе кажам, како што тече времето, се создаваат прекрасни бисери од улоги, кои некако не би можела да кажам што би можела да издвојам. Меѓутоа, секако мюзиклите Чикаго и Мама Мија кои ги направивме во МНТ оставија прекрасен траг. Потоа животот е прекрасен во МНТ, пошто го спомнавме. Во Матичната куќа, да кажеме од старите представи, Падот на невиноста, Диво месо, Closer, сите, Пикник на фронтот сега, Чворот на Гидион, Кармен, Странци, Подготвено, можам да бројам до утре. Ќе ги наброиме сите. Рече, ако ме прашавте порано, ќе беше една. Која ти беше? Најверојатно, па во тоа време, некогаш многу одамна, беше можеби две. Но посреќна бев во Closer, значи во поблиску, таа представа работевме со Слободан Унковски и таа, да кажеме, за периодот, бидејќи јас бев млад актер и за мене беше многу изненадувачки кога Унко ме повика да играм во представа. И тоа представата беше само со четворица актери. Значи, еден нив бев јас. Бевме јас, Верче Недевска, Никола Ристановски и Јовица Михајловски. И тоа ми беше многу возбудливо, затоа што не очекував дека ќе добијам толку голема улога, толку значајна, и мислам таа представа игравме некои 6 години на репертоар. Мислам дека до ден денеска можеше да се игра, но бидејќи ние немаме таква константа во театарот, за жал таа представа не е. Тоа е многу жално. А има представи што може да траат вечно. Да, во другите земји, верували или не, значи играат представи по 300, 400, 500 пати, тоа е со години. Значи ја играв исто во Животот е прекрасен во Софија, која веќе се игра, бев гостинка таму, веќе се игра 10 или 15 години представата, а има и други представи кои живеат многу. Како Кармен, што ќе ја споменеме подоцна, да. Во Шпанија се игра веќе 40 години. Тоа е премногу. И тоа истата актерка ја игра со години, така што некои представи живеат вечно, и затоа велам, може да останат и тука. Може да останат, меѓутоа, како да кажам, кај нас многу брзо се менуваат околностите театарски, и тоа кој владее, кој е моментално на власт, и некако, баш имам рачунато, ова е некој податок интересен, дека во овие 28 години колку сум во театар се сменија 20 директорски постави, што значи 20. Што значи дека во просек сите владееле по година и пол дена. И значи тоа го покажува и резултатот на театрите. Во секој случај би сакале добрите представи да живеат долго. Да. Јас мислам дека и публиката ќе биде срекна, затоа што е битно да гледаат убави представи. Така е. Со години го позајмуваше гласот на Петко во серијата 5+. Така е. Беше и Сашко и Сашка Прегеска чув додека се спремавме во гардероба. Тоа ти беше една од исто многу успешните, многу добри проекти. Сашо и Сашка се појави во време кога немаше многу серии на телевизија. И исто така беше еден прекрасен проект, преблагодарна сум што ми се случи тоа во животот, исто проект кој можеше да трае многу години потаму. Меѓутоа, секогаш... Јас очекував дека ќе трае многу тоа. Па, ете да кажеме, финансиите беа проблем, што е, не знам, банално да воопшто и да разговараме за тоа, се работи за двајца актери и за мала екипа. И мали хонорари, и голем ентузијазам. Меѓутоа, Сашо и Сашка, ете, се уште има свое ехо на YouTube и некогаш ме препознава дури од помладите генерации. Ти си Сашка, викам да, малце сум покрупна, ама таа сум. Петко, ама навистина одбележа тоа период, дефинитивно. Јас многу се сеќавам. Петко, кажи ми за Петко и потоа ќе те прашам уште нешто. Петко е мојата љубов. Значи, тоа е нешто што од секогаш сум го сонувала. Секогаш сум сакала да работам за деца и да работам со деца. Така да просто ми се даде шанса исто така во животот да можам да
да градам еден таков лик и за тоа сум исто така преблагодарна. Направивме пред се прекрасен серијал од 5 сезони и претходно имавме во живо емисии, така да Петко е едно прекрасно суштество, еден прекрасен пријател на децата кој мислам дека независно од тоа што не се снима повеќе, дека за секогаш ќе остане во срцата на децата и дека ќе растат многу генерации со него. Затоа што имаме и песни, и прекрасни приказни кои навистина ги гледаат децата од 7 до 77. Тоест од 2 до 100. Да, тоа од 7 до 77 е малце смешно секогаш. Да, од 0 до 100. Мене секогаш ми е смешно кога читам во продавници облека за деца од 0 до 1 година. Мене од 0 година. Или од 0 до 3. Од 0 до 3, да. Што од 0 до 3? Од 0 до 3, од 0 до 3 месеци. Или од 0 до 3. Кажи ми, надсинхронизира и анимирани филмови, цртани филмови што ги викаме. Морам да те чепнам тука, не се реши за турските серии или имаш синхронизирано? Имам синхронизирано еден период. Мислам дека, како да кажам, луѓето треба да бираат што работат секако, меѓутоа во овие последни 10-15 години немаме ништо стабилно за кое можеме да кажеме дека е направено, освен неколку серии, за разлика од порано, каде што луѓето би можеле да можеби заработуваат нешто екстра од тоа што го заработуваат во театар. Секако сум синхронизирала и тоа е исто една, да кажеме, комплицирана, исто креативна работа. Сега тоа што се синхронизираат само турски серии, тоа е голем проблем. Така. Ама знаеш што, преубаво што се синхронизира, но од искуство сега ќе ти раскажам, во Шпанија и во Италија се синхронизира се. Значи нема и во Германија, во Бугарија. Да, ама германците се еден поинаков народ, а шпанците не зборуваат ниту еден јазик, не знаат ни А од англиски, токму поради таа синхронизација. Од деца до возрастни гледаат, они не знаат да гледаат телевизија со титли. Тоа е за нив штета. Тоа ќе се случи кај нас по некоја генерација ако се синхронизираме. Луѓето ќе слушаат само еден јазик. Не знам колку е добро. Плюс ние немаме, значи имаме мали екипи кои синхронизираат по 10 улоги и го преправаат гласот. Значи, кога се синхронизира како што е на пример во цртаните филмови, имаш еден глас и препознатлив е гласот за Таска Балабанова. Тоа е како лајт, да, Мите Грозданов и Божо Софрониевски. Така. Гласовите. Да, мада тоа беа многу успешни синхронизации на цртани филмови. Штрумфови се незаборавни. Штрумфови се невидени. Гаргамел и Вело Штрумф. Значи, сакам да кажам, немам ништо против, просто треба да ни се даде покреативен простор, да не видат турски серии. Може повеќе цртани, анимирани серии. Так. Да не се преправаат гласовите. Гласовите се тие што се, или можда тој што има, да кажеме, можност да го преправи гласот. Меѓутоа, сепак да ни се даде можност да работиме и на нешто друго. А секако колегите тоа го работат и не би смеела да зборувам дека тоа е, да кажеме, нешто со кое не се согласувам, затоа што луѓето од тоа живеат. И тоа е убаво. Меѓутоа треба нешто да се смени во атмосферата врзана околу телевизиите и просто да се снима и да се работи повеќе како во другите земји. Да, можеме, имаме ние и прилика и можности да имаме и наши продукции, нема потреба да снимаме и да надсинхронизираме кога сите тие актери. Точно, и докажано е дека имаме успешни продукции. Имаме и продукции, и режисери, и актери, имаме се. Спомена менување глас, како стоиш со имитации? Ми личиш дека Одлично! Па еве, Петко ми е имитација. Да, Петко ти е имитација, мислев на други луѓе. Па имам и други луѓе кои можам да ги имитирам. Имам разни луѓе. Мислам, всушност тоа е, некогаш се работи за имитација, значи за луѓе што ги познаваш, што се однесува до театарската сцена или до тоа што го создаваме, на телевизија или кај да е, а нештото го бараш во себе и наоѓаш некоја, не би рекла имитација, пошто не е имитација, значи пронаоѓаш некој нов лик во себе кој е Како ги наоѓаш?
поинтересен него ли овие имитации кои веќе ги знаеш. Тие имитации вака малце ги вадиш од ракав за одредени ситуации. Како ги наоѓаш? Па анализирајќи го текстот додека го работиш, го создаваш како да го црташ, не знам како... Да, и внесуваш твое многу. Мораш твое затоа што таму тргаш, да. И копаш во својот рудник на некој начин, во својата мисла, во своето срце. Можда некои неискажани работи ги вадиш на површина. Да, и затоа токму во една улога. Да, затоа ја премногу ја сакам професијата, затоа што својата лудост и глупост ја вадиш на сцена. Што не можеш да го правиш секој ден во секојдневниот живот. Можеш, можеби не како професори дека си малку будал, да. Да, јас дури извини само да се надоврзам. Некогаш се случува, на пример, одиме со двете ќерки, со Дејан по улица, и јас почнувам да пеам или да кажувам некаков текст, пошто тогаш ми доаѓа инспирација за некакво меморирање на текстот што моментално го учам. И само ќе се оддалечат од мене. Сам двете ќерки. Мамо, немој да не брукаш. Викам, не ме брукам. Зашто да не пеам на крај краишта, мислам? Зашто сите сме тмурни и мрачни? Сам дека... Јас се одушевам од тоа и јас со Јасмина знаеме во Веро да влеземе да се фатиме и ако има музика да играме валцер низ Веро. Значи не смееме да бидеме... Јас би сакала дури и луѓето да комуницираат со песна. Би било поинако. Можеме следното прашање? Да го испееме. Да го испееме. Ајде. Пред многу години, не се многу. Извини, сакаше нешто да кажеш јас како професор? Дека како професори го правиме токму тоа, глумиме за да можеме да им пренесеме знаења, за да можеме да им пренесеме некое нешто што ќе го запаметат полесно. И токму така, со песни, јас на секој втор збор им викам, ќе им запеам, и они викаат, па како ти текнува? Не текнува затоа што секој ден збор ме асоцира на некоја песна. Или сега кога имаме, учиш за поведен начин, почнуваш со бакни, бакни, бакни ме нежно во ноќ. Или не знам, дојди лено на перниче бело, значи мораш да им правиш работи да запаметат. Мора да им е интересно. Да. Да, како што нас би требало да ни се интересни режисерите што ќе дојдат и да работат представа. Не секогаш се интересни. Ама има навистина прекрасни и каде што ти е забава целата работа. Забавно и учиш текстот, ја учиш улогата за 5 минути, да. Јасно. 5 часа со Марио ќе го споменам. Секако, заедничко, тоа е наша представа. Заедничко чедоние, да. Јас ја преведов книгата многу одамна, потоа ја преработив специјално за вас од Мигел Делибес. Дејан, твојот сопруг, односно почна се од Јасмина и Катерина Коцевска, кога решија дека ќе ја работат како монодрама и кога прашав кој, Катерина рече Билјана Драгиџевиќ, Пројковска и никој друг. Да. Сите бевме одушевени и Дејан направи на вистина одличен избор со текстот, а ти ја пренесе Кармен, бидејќи не е воопшто лесно да се пренесе тоа на сцена. Како што спомнав, Лола Ерера ја игра 40 години во Шпанија, сосема една друга смирена, сталожена, бидејќи жали над својот покоен маж. Ти направи нешто извонредно. Дури кирката на Мигел Делибес, кога беше на премиерата, рече, јас сум фасцинирана, ова е прв пат да видиме ваква изведба. Што беше за тебе, Кармен? Кармен за мене е нешто најубавиот избрусен дијамант што ми се случило во животот покрај сите други бисери. Како да кажам, навистина е еден прекрасен дијамант кој ќе ми остане за спомен за секогаш. Мислам за спомен, не само за спомен мисловно, туку планирам во животот додека стојам на нозете, додека дишам, додека зборувам, додека мислам, да играм таа представа, затоа што мене никој од главата не може да ми ја извади. Секако да се вратиме на некое минато во мое време, кога бев помлада, се сметаше дека ако правиш монодрама треба да си многу зрел, треба да имаш многу искуство за да направиш некое дело. И никој не се осмелуваше да
да направи монодрама, да кажеме, во некој период од пред 20 години од сега. Првата монодрама што мене ми затрепери срценцето беше монодрамата на Игор Џамбазов за детските работи, кога ја гледав, кога најверојатно влегов и во драмски театар веќе, каде што се смеев и плачев и не можев да се соберам после представата. И си помислив и си посакав, викам, дај Боже, еден ден јас да направам нешто вакво, каде што публиката навистина комплетно ќе ужива во сценскиот настан. И ми се случи тоа после 30 години, затоа што немав храброст, валјда предходно немав ни храброст, ниту помисла. Се случи корона, се случи Кармен, да. Во смисол 5 часа со Марио, го прочитавме романот, пред се јас го прочитав, пошто Кате мене ми го даде. Ми рече, дали во ова гледаш материјал некаков за работа? Викам, овдека ова е шпанска серија, 5. Дори си помислив некогаш дека кога Кармен толку многу ќе се заигра и ќе биде популарна, дека можеме да направиме втор дел, трет дел, четврт дел, пошто има материјал за цела серија. Како и да е, можам да ја скратам приказна, дека навистина ми е драго што го сработивме овој проект и што секако се надевам дека нема да биде последен, меѓутоа Кармен ќе остане во некаква жива форма и ќе се играе. Јас има благодарам на сите директори на драмски театар што ме оставија да играм и што има верба дека представата сепак треба да живее. Бевме на многу фестивали. Доби награда за неа? Да, добив и неколку награди за Кармен. Да. Сега треба да одиме во Анкара во октомври. Хубаво. Така да тоа не го знаеш како информација. Со Кармен? Да. Ке дојдам. Така да... Ке ви преведувам на турски. Супер. Ајде? Да. Ајде, одлично. Нели? Па да. Чуј, Билјана, инаку да споменеме зад нас на позадината е токму од Кармен фотографијата. Ова е... Да, има многу што да се збори. Има премногу. Ова треба... Јас ја изгледав 4 пати сигурно имам изгледано и можам да гледам на секое. Последниот пат се разболев и не можев да дојдам на... Иначе и во Молдавија идеме сега на 26 јуни. Јас ке се потрудам и ке направам се ова лето да се видам со Бандерас и да зборуваме да отидеш и во Малага да играш во неговиот театар. Тоа би било прекрасно на вистина. Ке се обидам на вистина, затоа што вреди. Во секој случај беше многу интересно. Да. Овој процес, представата трае некои сати 15 минути, секогаш кога ќе ја видите на репертоар, ве молам да дојдете да ја гледате, затоа што на вистина предизвикува прекрасни емоции. Бура од емоции, не една, многу. Гидеоновиот јазол го гледав сега скоро, твојата последна дуо-драма сега, не моно, одиме на дуо. Ти благодарам. Тоа е исто нешто што фасцинира, посебно во ова време во кое живееме, каде што децата се изложени на еден свет надворешен од дигиталниот свет, па и неразбирањето од страна на родителите, некомуникацијата меѓу нив, па и меѓу нив и професорите, наставниците. Ти беше ли тешко да, имајќи предвид дека имаш 2 ќерки, дека го живеат тој реален свет? Не знам од каде да почнам, не знам што е светов всушност во кој ние живееме и дали зашто сме дојдени овдека и дали од секогаш се тргаат маки, дали децата од секогаш се и ние сме биле деца, знаеме ни што сме поминувале. Дали тоа што се случувало од секогаш, само сега добило некоја нова форма. И силина. Да, и силина, затоа што да се подсетиме и во нашето време имало можеби слични или такви случаи, меѓутоа најверојатно не биле, како да кажам, не се зборувало доволно, се замолчувале луѓето, што и да се случи, какво и насилство да се случувало во училиштата, тоа се било помеѓу родители, директори, да се замолчи. Мислам дека сега е сето тоа многу отворено. Се прашувам, ние на крајот на представата
тоа е доста тешка представа, пак не знам од каде да ја фатам, да ја одврзувам, како јазолот што го одврзуваме во текот на представата. Отвараме широки врати за публиката да може да си даде свое мислење за тоа дали всушност се родителите виновни, дали општеството виновно, дали се наставниците, дали децата се раѓаат со некои други визии за себе, ги сметаме за премногу мали, а децата всушност, како што се кажува во текстот, детството не е продолжена состојба на губење на невиноста, туку забрзан процес на губење на невиноста. И дека децата, всушност, ние ги сметаме за мали, а децата се големи. Значи, децата веќе од втора, трета година имаат цел свој свет и разбираат се. Сакам да кажам дека тоа што се случува во училиштата не е дека ние родителите, јас сум родител, не е дека ние не зборуваме со децата. Зборуваме, разговараме, секогаш сме во контакт со класните раководители, меѓутоа децата имаат некој свој свет, како што сме имале и ние. Секако и не треба да ни кажуваат се. Секако, но оние битни работи. Битните работи, да, меѓутоа секој треба да се преиспраша и мислам дека треба образованието да почне од нула. Од некаков да почне посериозно да работи. И многу важно, Ненад, да си ја сакаат луѓето професијата. Че професорите, наставниците, учителките во градинките да ги сакаат децата и да си ја сакаат професијата. Само така, некако заедно со родителите ќе испливаме на некоја мирна површина каде што ќе можеме поспокојно да живееме. Јас им препорачувам на сите родители да изгледаат представата. Мислам дека треба да ја префрлите веќе на голема сцена и да има една поширока публика, затоа што Мислиш дека битна представа е што треба да се изгледа. Поприсна е, поблиска е на малата сцена, ама треба да ја видат повеќе луѓе. Можда треба да се направи некој експеримент. Па еднаш барем да пробате. Да. Имам замислено во главава уште милиарда прашања, времето не гази. Сакав да прочитам и една преубава критика од ќе ти ја прочитам од ако има време, ако нема. Од Тодор Кузманов, театарски критичар, вели сите овие ситуации кога зборува за Кармен, мислам дека беше, ги игра со вешти трансформации, оставајќи впечаток на суверен господар на сцената, наизменично таа е страстна, нежна, потиштена и тажна, па фурија која диво танцува по сцената, не оставајќи сомнеш во она што го мисли и што го прави. Кармен, односно Пројковска, прави парампарче од сите вредности и доблести. Еротична, страстна, мрзоволна или весела, Пројковска е секогаш посветена уверлива во својата креација на ликот, на обична дрдорка од предселска чешма. Да, прекрасно. Одлична критика за твојата игра во Кармен, која што треба да трае со години. Кога би била, да не беше актерка или музичарка, што би сакала да бидеш? Па можда пејач. Пејачка, соло сега те очекува... И тоа сакав да бидам како мала. Да не заборавиме, тоа исто не ми е остварено. Не, всушност сега ќе ти се остварено оствари. Многу, кога ќе оди емисијата веќе ќе биде поминато, ама пееш на 8 и 9 на глумците пеат. Така е. Добро, меѓутоа тоа не се... Не е соло настап. Не е соло настап. Имав навистина желба да се занимавам и со соло пеење, но кога сватив дека има многу подобри од мене, се повлеков. Јас исто тоа мислам. Може би требаше да бидам похрабра, но сепак си го најдов местото под сонцето. Да. Во секој случај, најверојатно пак би се занимавала со сцена, предпоставувам. Да, нели, тоа е тоа. Канцеларијата не ме интересира, професорската работа не често. Може би работа со деца нешто, но не знам што. Изгледаат овие професии, нашата професорска, вашата актерска, дека е тоа, не е супер. Да, не е така. Немаат представа што и ништо се поминуваме за да... Навистина немаат представа. И некогаш кога ќе прашаат
како вие ја спремате представата? Тоа најверојатно го учите текстот, да, го учите текстот, но еве сега и представата која не ја спомнав, Принцези, имавме огромни монолози кои требаше да се научат и представата профункционира токму тогаш кога ги научивме. Меѓутоа поминаа месец и пол дена додека стабилно ти легне текстот во главата за да можеш да маневрираш и да играш на сцена. Тоа ти е и со песна, тоа ти е и со пишување на роман, тоа ти е и со преводите што ти ги прави. Значи мораш да исчиташ 100 пати за да ти легне материјалот. Така. Или филм како се снима. Па да, ставате 2-3 камери и сега тука играат. Да, ма имаш милион локации, милион луѓе, ресурси. Тоа е необјаснимо. Значи само луѓето од нашиот свет тоа го разбираат и добро е што сме ние тие што сме забава за нив, што можат удобно да се сместат во своите столчиња и да уживаат во платената карта и во очекувањата што ги имаат за одредена представа. А нас не радува аплаузот, така да имаме некаков реципроцитет. Како се запозна со Дејан на сцена? Ти беше режисер? Буквално на сцена, да, беше млад режисер тогаш. Ја работеше, секогаш ја спомнувам Падот на невиноста како дел од исто така од една од најдобрите мои улоги. Тогаш се запознавме, Дејан имаше 24 години, тоа беше неговата, или 23, 22, беше неговата дипломска представа. Така да и од тогаш до Кармен немаме соработка на сцена, така се договоривме. И тоа во многу интервјуа го кажувам, затоа што сметавме дека секој треба да го движи својот пат, никогаш да не врзуваат заедно, али сега после поминато време па е убаво да не врзуваат заедно, затоа што сега зрелоста, како ја кажам, воопшто не мислиме веќе кој што ќе каже, туку соработката ни е многу подсврста и вербата во тоа што го работиме. Беше многу плодна соработката. Кармен ја направивте одлично. Да. Без разлика што бевме навистина глумец-режисер однос. Затоа што нема друго. Ние актерите мора да ги создадеме и направиме улогите толку цврсто затоа што ние искачаме на сцена. Режисерите не искачаат. Ти искачаат на поклон. Да. На премиера е реприза евентуално и тоа е тоа. Значи, тоа што ќе го направиш на сцена, ти си образот на представата. Така да, јас и Дејан ја имаме приказната веќе заеднички живот, веќе 21 година, успешни во тоа што го правиме и тоа, значи сцената не поврза, секако. Преубаво. Каква улога не би прифатила? Не знам. Или не постои тоа? Па мислам дека не постои, освен ако на вистина се случува некогаш кога одам на кастинзи за некои филмови, дали краткометражни, долгометражни, секогаш добиваш текст кој треба да го научиш на памет и по некое свое видување да го изиграш. Секогаш дали е режисерот, кастинг директорот зад камерите. Не секогаш ти се погодува, да кажеме, тоа што го добиваш како текст. Некој те видел во тој лик, меѓутоа ти не се гледаш себе си, меѓутоа како голем професионалец, нели го учиш и сакаш да покажеш дека можеш и тоа да го направиш. Не сум имала нешто што сум одбила заради тоа што не ми се допаднало, затоа што мислам дека секоја улога можеш да ја направиш и да биде тоа изработено како што треба и затоа што е све голем предизвик, секоја улога. Тоа го сваќаш малце подоцна, кога си млад малце повеќе бираш, па не сакам ова, па не знам ова, па зашто сега тоа ми го даваат, а во денешно време навистина ми е све предизвик. Дури би можела, можеби и 20 годишна девојка да изигра. Може. Секако дека можеш. И со добра... Со вештачката интелигенција може и ке ме создадат. Кое прашање никогаш не ти го поставиле, а ти би сакала да го одговориш? Кое прашање? Па не знам. Не знам дали има такво прашање. Знаеш нешто како сакам ова да кажам. Кажи ми Нема такво прашање затоа што не знам што не сум кажала до сега. Например, да, еве едно прашање. Дали сакаш да се качиш на Марс?
Тоа мене само прашува или Не, ти себе себе ќе си поставиш? Не, себе си поставувам прашање. Јас, например, не. Пошто, да, и јас не знам, страф. Не ја гледам поентата. Не знам ни дали постои нешто горе. Не, еве, да речеме постои, супер. Ама, никогаш не ни поставуваат вакви некакви необични прашања. Мислам, што те смее? Што ме смее? Ме смеат децата, најмногу. Ме смеат колегите за време на проби, кога создаваме улоги. Да, јас секогаш имам во секој процес 1 или 2 дена кога ме фаќа на вистина онаква страшна хистерија од смеење, која преминува во плачење. Тоа секогаш најверојатно од умор се случува. Ти се спојува центри. Да, ми се спојува нешто вака так и колегите веќе ме знаат и викаат добро сега оставија малку сега она малце не е тука. Али да, ме смеат колегите, ме смеат децата, секако филмови, серии што ги следиме и така. Која е за тебе најубава женска особина? Најубава женска особина е убавината од натре. Се сложи. Духовниот дел, најверојатно, што го носиме сите ние. Токму за една жена, книгата е малку за загуба. Ајде, можеби ќе направиме нова представа од оваа книга. Веќе ја подарувам на сите гости до сега, од Роса Монтеро, Смешната помисла дека нема да те видам никогаш повеќе. Зборува за загубата, авторката зборува за загубата на својот сопруг, преку загубата на сопругот на Марија Кири Склодовска. Кога умира Пиер Кири, нели, сета таа болка што ја пишува во своите дневници се појавува тука. Не ја гледаме како трагична, напротив, како нешто што не води напред и она што жената има сила да го направи за да биде секогаш силна и јака. Ке те гушнам после, сега ако се гушнеме ќе испукаат микрофоните. Никогаш повеќе. Да. Па, чим е смешно да го правиме. Ке видиш, ке ми кажеш прекрасно, што. Да, јас ти кажав дека ова најверојатно нова монодрама. И за крај, сакам да ми кажеш уште нешто што ти е тебе кејф да ми кажеш. Сакам да кажам дека пред се благодарам што ме покани во ова прекрасна емисија. Сакам да кажам дека го сакам театарот и ги поканувам луѓето што повеќе време да поминуваат во нашите двори, во нашиот театар, затоа што мислам дека навистина им го разубавуваме животот и исто така да кажам дека новите генерации кои доаѓаат се многу талентирани, спремни се и физички, психички, пеат прекрасно. Имаме нов тим во Драмски театар, создаваме нови дела, така да го користат почесто времето, дружејќи се со актери и со представи. Ке се надоврзам на тебе, дека да повелат и односно да доаѓаат повеќе да ги забавувате. Јас се надевам, драги гледачи, дека и вечерва успеавме да ве забавуваме со Билјана Драгичевиќ Пројковска и ја представивме таква каква што е извонредна. Се гледаме во следната емисија во недела, во новата едиција на Трафика. Убава вечер. Чао, чао.